Почитувам председателя на Република Северна Македонија, почитувани уважени колеги, паналисти и пријатели. Денес ќе водиме пријателски разговори. Секој од нас е на некоја страна, на некоја барикада, мафта со некакво знаме. Но исто така, секој од нас се труди, тоа му е работа, пасија или љубов, да работи за некакво предпоставено општо добро. Патот од сопствената барикада до општото добро во оваа наша мала држава често се покажува како ужасно долг и трнлив. И не можам точно да се сетам и почна да пребарувам понеки мои стари записи. Ми се чини дека во 18 век стариот добар Сен Симон тврдеше дека доколку во Франција, например, одеднаш бидат убиени, постави убиени или одселени поново, најдобрите 10 луѓе во секоја област, најдобрите филозофи, политичари, уметници, писатели и така натаму, државата едноставно ќе престане да постои. Кога најдобрите луѓе би ги одземале одеднаш од општеството. Цветот на општеството во една држава ја прави државата одржлива и просперитетна. Тој цвет треба редовно да се полева, да се негува, да се изнесува на сонце, но сепак да не се изложува премногу на екстерни влијанија, бидејќи може да се исуши. Мудрите држави представуваат постојан историски екстракт на ваквите цветови на знаењето, на доблеста и на умереност. Наспроти сите обиди, се чини дека македонското општество тешко ги залечува длабоките лузни. Травматичните настани кои ги преживеавме како да не беа доволна траума за доволно голем број на наши граѓани. Изгледа очекувањата им биле или премногу ниски, или гледале со некаква поинаква диоптрија или прагматичен пристап кон промените. И двата аспекта ги разбирам, но и двата не ги почитувам. Некој ќе рече не, баш напротив. Очекувањата ни беа големи и се разочаравме. Последна реченица, често слушана деновиве од очекувани и од неочекувани агли во општеството, е токму епитом на еден од најтемелните проблеми со кои се соочува македонското општество. Проблем кој од темел да тресе републиката веќе подолго време и чии авторшокови далеку сежно се вплетуваат во она што се нарекува македонски штоф, ткаенината што е нарекува македонски штоф. Проблемот се нарекува како да научиме да разговараме меѓусебно. Влегувањето во табори ги радикализира дури и оние луѓе кои се сметаат себе си за умерени, бидејќи нагласениот радикализам има возможува безбедно место во групата, за да не бидат волци самотници или изгубени јагниња. Тоа го турка општеството на радикални краеви, а центарот го остава празен. При тоа не мислам на политичкиот центар, туку мислам на агората, на она што го нарекуваме на македонски на гумно. На место каде што треба да се среќаваме и да разговараме, каде што и најрадикалните ставови може да добијат мнозинска поддршка во општеството, ако општеството е подготвено за тоа. Меѓусебното разговарање подразбира разговор, диалог помеѓу две или повеќе јас, кои имаат свој став, свој разум и разумно просудување, свој интегритет на некој начин. Разговорот предпоставува и некој изграден идентитет на соговорниците и поседување собствена сила да се лишим од нашиот аргумент доколку оној на другиот е повистинит. Или макар само да се лишим од својот погрешен аргумент, а дури не го прифатили оној на другиот. Можно ли на исто прашање да има различни диаметрално спротивставени вистините одговори? Нашето општество, делејќи се по сите основи, упорно, дрско и безкомпромисно вели не. Не може да има помилување, мора секој да плати за се, а другиот да наплати за се. Не се исти партизаните и фашистите, велат само прогласените партизани. Не се исти патриотите и предавниците, велат само прогласените комити. Овој тип на разговор имплицира анихилација, имплицира уништување трајно и темелно. Овој разговор е без смисла, бидејќи анихилацијата губива разумот, не убива смислата. На председател Пендаровски ми се чини дека првата изјава по стапувањето на функција му беше време да ги залечиме отворените рани од нашето скорешно минато и реално да почнеме граѓанско помирување. Повелете, председател. Благодарам. Поштовани и присутни, драги пријатели, ми представува особена чест и задоволство што имам можност со моето излагање да бидам дел од денешнава панел дискусија што ја организира Институтот за општествени и хуманистички науки Скопје. Благодарам за поканата и посебно за изборот на темата. Несомнено се работи за чувствителна тема, што ги диктира општествените процеси и задира длабоко во секојдневието како на јавните личности, така и на обичните граѓани. Без обид не е потребно да рециклирам
теми од неодамна завршените избори, сакам само да подсетам дека не случајно во мојата изборна платформа се обврзав дека ќе дадам личен придонес за прекинување на политиката на подоби, омраза и конфликти, поврзувајќи ги граѓаните независно од нивното етничко, верско, социјално или друго потекло. Верувам дека изборниот резултат, покрај мноштвото други фактори на влијание, се разбира, беше таков и затоа што дел од граѓаните ја разбра и ја поддржаа таа моја заложба, веројатно и самите чувствувајќи дека во меѓувреме за жал отидовме предалеку со поделбите и омразата, што според сите анализи не ја мобилизира општествената енергија неопходна за промени. Напротив. Во овој контекст, за да ги придвижиме процесите во позитивна насока, уверен сум дека моравме прво да донесеме неколку тешки, но битни одлуки кои ја стабилизираа земјата, или одат барем во таа насока, и кои ни отворија можности за развој и просперитет. При тоа, иако декларативно имавме и имаме обединување околу стратешките цели, тука освен ЕУ и НАТО го бројувам и рамковниот договор, за жал наидовме на многу обструкции кои беа далеку од конструктивни критики и забелешки и кои ни одземаа многу време и енергија како држава. Сега кога сме на прагот на формалното членство во НАТО и пред почеток на преговорите со Европската Унија, повторно сме соочени со ново дополнително поларизирање на односите, недоверба и малодушност. Тука не ги вбројувам, се разбира, конструктивните критики и нудењето идеи и решенија за подобрување на политиките кои придонесуваат за реализација на стратешките цели. Сигурен сум дека оддалечувањето од целта, односно понатамошното одолговлекување на процесот на евроатлантските интеграции само ќе го продлабочи јазот како на интраетнички, така и на интеретнички план и дополнително ќе ги засили политиките на поделби, омраза, конфликти и предрасуди. Секако дека ниту евроатлантската интеграција нема преку ноќ да ја реши поларизацијата во општеството, подлобите на ваши и наши, своји или туѓи, патриоти и преданици, но влезот во тие големи системи, поставени врз вредности и принципи ќе им ја олесни работата на сите граѓани, но пред се на носителите на јавни функции за суштинско подобрување на институциите и креирање на клима на предвидливост и доверба која сега реално отсуствува. Процесот на помирување не е лесен и едноставен и сигурно ќе трае со години, може би и децении. Постои многу анимозитет, омраза и гнев што се провлекува низ нашето општество подлог временски период, заканувајќи се да ни ја одземе енергијата како заедница и како држава. Мојот прилог во тие процеси, како председател, мислам дека ќе биде повидлив, а ако наместо во изработката на така наречените големи стратешки документи и проекти се фокусирам пред се на така наречените мали потези, почнувајќи од кадровската политика, па се до дневните одлуки во рамки на моите уставни и законски надлежности. По таа насока се трудев со првите мои потези, поврзани со кадровските решенија за моите најблиски соработници, но и со јавната реторика при чинот на инаугурација да покажам дека треба да го оставиме за нас времето на делби, реваншизам, омраза, зла крв, при што за мене беше и останува да биде многу поважно да водам сметка за професионалните и човечките квалитети, вештините и знаењето, искуството и креативноста на луѓето, отколку за нивната формална партиска припадност или суштинска политичка лојалност. За мене, а сигурен сум и за сите кои раководат во државата, но и во бизнис заедницата, невладениот сектор, медиумите, партиската, етничката, религиозната, идеолошката или која и да било друга припадност треба да бидат небитни, иако денес за жал во многу од овие инстанци се најбитни. Иако низ годините на јавно делување на своја кожа сум истрпел многу навреди, закани, омраза, лични дисквалификации, тоа никогаш не ме поколебало да продолжам да работам на поттикнување на соработката и на диалогот и на вклучување на сите политички чинители во битните политички процеси. А еден од нив секако е според мене и процесот на помирување. Тука сакам да споменам еден податок, не за да се истакнам, туку затоа што час поскоро тоа треба да стане рутина на сите носители на јавни функции. Именно јас секојдневно контактирам и разговарам со политичари, дипломати и со експерти, представници на граѓанскиот сектор, членови на бизнис заедницата, представници на медиумите, обични граѓани, сосема небитно од нивното политичко убедување и етничка припадност. Почитувани, еден од условите
за намалување на поларизацијата во општеството е и преку намалување на поларизацијата помеѓу институциите. Од тука за мене кохабитацијата, без разлика која политичка партија или коалиција е на власт, е нешто што нема алтернатива. За жал знаеме дека до сега продуктивна кохабитација помеѓу претседателот и владата сме имале многу ретко, и тоа само кога и двете страни доаѓале од иста политичка провиниенција. Како функционери платени од народни пари, ние не можеме да си дозволиме луксус на меѓусебна нетрпеливост и анимозитет поради што ќе трпат граѓаните, а функционалноста на државата ќе биде доведена во прашање. Сведоци сме колку малку ни е потребно за сплотеност околу заедничките цели и вредности. Видете ги само последните примери. Што се случуваше по успехот на Тамара на Евровизија, по освојувањето на европската титула на ракометниот клуб Вардар, по златниот медал на кадетското првенство во борење на Весела Лига. Имаме изворени уметници, големи научници, спортски величини, кои треба заеднички да ги респектираме. Наспроти заморот од долгата и мачна транзиција и перцепциите кои се предизвикани во главно од тоа, имаме традиција и култура. Имаме прекрасна земја и прекрасни луѓе. Зарем треба во нашите животи да се обкружиме со гнев и омраза и наместо достоинство и почит кон другиот да негуваме гнев и завист? Искрено, дали воопшто вреди животот без пријателство и без заедничкото споделување на радоста и тагата? Треба ли да постои нешто друго, освен инстантниот успех преку ноќ, присутноста на социјалните мрежи заради присутност на социјалните мрежи и постојаното трчање по профит? Ние повозрасните паметиме дека овој народ, овие граѓани, сите ние, некогаш бевме познати како гостопримливи и солидарни, како достоинствени и честни, како умерени и трпеливи, како правдолюбиви луѓе, и тоа, уверен сум, немаше врска со политичката идеологија од тоа време. Да не ги изгубиме овие човечки вредности, врз кои треба да градиме доверба и разбирање, да го градиме нашето општество кое ќе се темели на правото и правдата, општество во кое непотизмот и корупцијата нема да бидат начин на живење, општество во кое законите ќе важат подеднакво за сите и ќе бидат доследно спроведувани, општество во кое ќе се ценат знаењето и моралните квалитети, образот на човекот. Верувам дека процесот на помирување фили на социјалните мрежи, од нашите коментари, ставови, забелешки, од нашето однесување кон пријателите, колегите, кон соседите во нашите семејства. Ви посакувам, си посакувам и себе си, оваа дискусија да даде поттик кон помирувањето и кон деполаризација на јавниот дискурс, иако мислам дека и полујавниот дискурс не треба да биде заобиколен. Составот на учесниците, кои представуваат различни политички опции, дивергентни светогледи и професионални интереси, нека биде доказ дека можеме да се сплотиме уште при првиот чекор, при нашето соочување со оваа тема. Тоа е единствениот пат кон праведно општество на еднакви и слободни поединци кои ќе трагаат по среќата. Благодарам. Благодарам, председателе. Вашиот товар, кој што сами си го ставивте на леки, ќе се обиде граѓанското општество, добронамерното граѓанско општество да го сподели колку што може. Ова е планот, бидејќи председателот овој јуни е згужван месец и многу има обврски, председателот ќе може да замине после излагањето, но ќе си дозволиме неколку прашања или дискусија од гостите, од публиката, вклучително и од нашите панелисти на темата деполаризација на јавниот дискурс. Повелете доколку има некој прашање, коментар, да искористиме неговото присуство, а после ќе продолжиме дебатот. Следен говорник, но би сакал да го слушне председателот, само неколку реченици. После на формалното поздравување, мислам дека председателот е вистинската институција во Република Македонија која што својот приоритет треба да го има деполаризација во општеството. Подоцна ќе кажам зашто не согласувам со зборот помирување и така натаму ќе го објаснам. Значи деполаризација затоа што поларизирани општества и особено општества со слаби институции, а самата поларизација ги слабна институциите, стануваат кревки на недобронамерни, да речем, непријателски напади од надвор.
не мора да се вооружени, може да се сайбер напади, може да се идеолошки и така натаму и така натаму. И тоа е на оние кои што не се добронамерни, да речеме од надвор, не е тоа случај само со Република Македонија, им погодува такво пло на поделеност во општеството да остваруваат некои цели, манипулирајќи со некои групи, нели, на интерес во поделените општества и од тука, ова е безбедносно прашање, а безбедносните прашања се во надлежност на институцијата Председател на Република Македонија. Да се согласувам со ова интересна констатација на професорот кој е економист во делот на безбедносниот сектор. Значи, потполно е точна констатацијата дека поларизацијата во општеството ја слаби внатрешната кохезија. Ако имате слаба внатрешна кохезија, вие сте неотпорни на закани, вклучително и на закани од безбедносен карактер. Инаку само накусо, мене искрено многу повеќе ми се допаѓа вашиот термин што го имате, што професорот го спомна, околу деполаризацијата или деескалацијата на тензиите тамо, и да ви откриеме на мала тајна, го одбравме помирувањето, оно што јас го кажам, не оно што премиерот го кажуваше претходно, затоа што е по-разбелив за обичниот човек. Инаку се согласувам, можеме денеска да зборуваме за деполаризација. Ако е така полесно, само се сомневам дека баш широките граѓански слоеви може да го сватат тој термин. Инаку мислам дека е поблиску до вистината баш тој термин. Благодариме. Повелете, дали некој чувствува потреба да даде коментар, или сите сме се смирени, сите сме помирени и деполаризирани? Знаете како, ова е и група на истомисленици често, но и таа кохезија е важна. Без разлика дали сме политички поларизирани и природно поларизирани, на оваа тема немаме простор за... Повелете. I'm very sorry that we don't have more people listening, but of course you will be on TV. You said it will be a politic of step by step, if I understood right. I'm still challenged with your language, but I'm almost there. It will take some time, we know that. So I was just thinking, if it takes time, then we have to think about your young people in this country. You have to, or I would think there is a necessity to develop strategies for your young people in schools already, different ethnicities. I mean, there are many things already on the way, but as it will take time, I'm quite sure that we agree on that, this is one major thing to be thought of, and I suppose you have, so maybe you want to share your thoughts on that, whoever in the group. Thank you very much. But congratulations again to this possibility to speak out, to come together. It can, I think, in the future be even more inclusive. Thank you very much. Мене ми е жал што наскоро заминувате од државата. Ви реков минатиот пат, ако се прашувам ја би ви доделил уште 4 години плюс, затоа што бевте многу се вика на странски инструментални и многу помагавте во овие неколку битни процеси, како држава, на држава, но и вие лично се заложивте и благодарам за тоа во име на државата. Велите, ова е прва дискусија од ваков тип, ја поздравувате. Значајно се разбира што и председателот на државата учествува на вакви дискусии, и тоа ја би ве замолил и вас и сите други да цените дали ќе има ефекти од овие наши дебати. Ако и, да речеме, и во последната година од мојот мандат, здравје Боже, јас доаѓам на ваков тип на дебати. Што на почетокот сите ние доаѓаме, после тоа бегаме од јавноста, за жал. Ја ќе се потрудам и тука да бидам различен од моите претходници и да не бегам за било која тема која ќе биде на дневен ред, а ова е една од најважните за која мораме да дебатираме, кога сме на функција и кога не сме на функција, кога сме на почеток на функција и кога сме во последниот ден од таа функција. За проблемот со младата генерација, особено иселувањето и чувството општо на безперспективност овде, сме зборувале многу пати, ја ќе се обидам да избегнам од вообичаениот политички јазик кој не следи, за жал, кога сме во кампања. Само да ви кажам еден пример како младава генерација може да ни покаже на нас, повозрастните, како се работи. Имате прилика во останатиот дел од дискусијата да чуете нешто и од пратеничката, од Ивана. Пред неколку дена беа кај мене на средба една група млади луѓе, каде што имаше припадници и од невладиниот сектор се разбира, меѓутоа и од политичките подмладоци на партиите, представени во парламентот.
и ми представија предлог закон за млади, во кој буквално сите тие имаат дадено контрибуција. Значи не е како порано што било владата ќе предложи, па другите ќе критикуваат и нема да се најдеме на исто. Од почетокот на правењето на тој законски проект, сите се заедно, и ја ги пофалив уште тогаш реков, фала ви што ни давате пример на наш повозрастните како треба да се работи од почеток до крај за неколку битни стратешки работи. А стратешка работа е во оваа држава дали младата генерација ќе има шанса да просперира тука или ќе мора таа шанса да ја бара некаде низ светот. Во делот на кохезијата што ја спомна и професор претходно и воопшто внатрешната динамика во општеството, која мора да биде вибрантна ако сакаме да бидеме успешни не само во одбрана на земјата, туку и во економијата, ние мораме да направиме проект кој младите ќе ги приближи уште во школска па и предшколска возраст. Само да подсетам за оние кои брзо забораваат или се доволно млади тоа да не го знаат. Најголемите поделби по меѓуетничка линија, по рамковниот договор, за кој мислевме дека е волшебна пилула и лек за сите проблеми во таа сфера, почна во школите. ОПС имаше еден одличен проект кој траеше со години во основните, пред се во основните училишта из Македонија и даде некакви ефекти, меѓутоа за жал според сите проценки денес младите луѓе на возраст од, не знам, 8, 9, 10 до 18 години се уште поподелени по меѓуетничка линија од како што беа претходно. Тука и јас како представник на оваа институција и сите други институции ние сме меѓу другото платени од граѓаните да мислиме за надминување на тој гап и во оваа сфера. Не само да збориме за некакви абстрактни проекти, Европска унија, НАТО, него сосема конкретно. Најголемиот процент на физичко насилство на луѓето во тоа возрастно доба се случуваат именно во школите. Ние тука мораме прилично да бидеме загрижени и да преземеме контрамерки, зашто таа состојба трае со години, да не кажам со децении. Благодарам. Катерина Поведи, ваш коментар. Just like to briefly comment or give you information regarding your remark that about the absence or lack of presence of this subject in the public debate in the country and this type of events. And the hopes that you expressed that there would be certain effects out of this. I would like to point out to the fact that we initiated a program on this topic, precisely the topic of depolarization and advancing political dialogue last year already within the framework of the same program, the same project. And I must say that the steps were small, but each next steps was bigger or with a higher degree of effect. The first attempt was to bring all parties, party representatives from the parliament at a panel in spring 2017, I think, or 18. I'm not. I cannot remember exactly to you know what. So it was quite an accomplishment that Gordon managed to bring these people together at the panel. It was amidst of this complete polarization when everybody refused to participate to the Jean Monnet dialogue. And the dialogue was tarnished from both sides as something which would compromise the reciprocal political positions. The second step we took, there have been many activities, I just want to point to the central one. One was a few months back, which was a closed debate on the Chatham House rule, based on the Chatham House rule, due to the fact that the MPs from the both sides were in fact afraid to speak publicly between or among each other as people who are dialoguing. So the dialogue was considered as something completely negative, the dialogue itself. So they demanded the protection of this Chatham House rule and complete enclosure of the event. After several months, here we are talking about this publicly, and two representatives of the two biggest parties, one in power, the other one in opposition, and the president here endorsing the same values, the value of depolarization is present as well. So
it's not just us, there are other organizations and intellectuals who are attempting to accomplish something like that. So the steps are small but significant, and we, at least in our case, we note a certain progress, because at least now we don't have to be enclosed in the Chatham House protection. Okay, povedajte. Ja se izvinam što Mislim, da bilike sam pred satom, mislim da se mi je dozvoljeno i si izjavim zbog počesto što treba, što je kulturno. Sakam da upatam jedna poraka, nema nas ako na korekcija na ovo što Katego kaže, kako dopomenjeno, poraka predsjedom međunarodna zajednica ovdje. Danas za 20 i kusur godine nije gledame serija projekti koji se podržani od vaša strana, za što smo blagodarni, i ova sfera. Nadminovanja neke međuetničke razlike predsjedni, griža za marginalizirane zajednici. Da ja bih sakal da vi kažem jedno moje lično iskustvo nakusov od svite tije projekti koji do svega imam učestvovano i lično ili kako panelist ili kako organizator ili koorganizator. Svite tije projekti koje vi ih podržavate, gledajte da bidat podržani od strana, no generalno da bidat vodeni, menadžirani od domašnjih subjekti. Ako to je projekt je induciran od nadvora i ako nema dovoljno, kako sam rekao, lokalna sopstvenost, nema da ima efekt. Džabe ki ih potrošiti vije parite, može bi neko od lokalnih NGO-a ili politički faktori ki ima nekakav pojem politički ili finansijski, efekt nema da ima. Jean Monnet je jedan od tije slučaja. Jean Monnet mora da bide od tuka inspiriran i generiran i menadžiran i voden do kraja. So dominantno učestvo na domašnjite politički subjekti ili pojedinci, vi tuka može da budete eventualno facilitatori. I to ako zemete projekt koji je kompletno, ne samo finansiran, tuko menadžiran od stranski od faktor, efekt nema da ima, veliki ljudje koji treba da bidat ovdje građanite, da će počustvovati najgolem benefit od toga, će go čustvovati kako implant, nekako lokalno generiran produkt. Najdobronamjerno bi go kažemo. Dajme, povedajte. Already mentioned the importance of internal vision, extra, intra, as well as with the neighbors. It's a very important issue, and like just like a small hint on this, we made a long path since 2 years ago and signed the treaty with neighborhood relations between the both countries, and of course there are a lot of things to be done. But it's a sign that building bridges is much easier than building walls. And then if we build trust and mutual understanding, we can easily forget the stereotypes from the past. Because we are going to belong to the same Europe, we are in Europe and in NATO. We have the same strategic goals, and it's much easier. In this context, I'd like to mention the important issues of the fake news and the hate speech. It's very much connected to the mutual understanding and building trust. So it's something to be done and to be built through the social circles, as we mentioned already, the social media connections. Also the role of the think tanks and the public opinion makers, the media, universities, youth, as Renata mentioned already, young people, to create a mutual understanding. As we mentioned already also the projects. We have already created a lot of good relations on the regional level for the countries through the development to improve the quality of life, which is much easier when we understand and depolarize our relations on a daily basis. Thank you very much. Just to mention how much the atmosphere changed. When I arrived here, one of my first impressions was when I heard about long knives nights, and I was there when I heard that. And we had 2 years after a presidential campaign with high-level debates on people which gave an image of the country, a picture of the country, with a start of, if not the reconciliation, but if not even always depolarization, but a decent debate, and that's very important. And as the title is connected with invisible criteria, these are very visible criteria for us, and I must congratulate the parties on the people who took part in the campaign. It has given at that time an image of the country picture, which is the proper one, and one should stress it. This is one part of the progress. Second point is that it's a big responsibility for the president, because he has to set standards in speech, which is very important, and standards in deeds,
and that's very important too. There is the security issue. This is a very important one, and I think this is one of the fields in which depolarization and depolitization is highly needed, because there is a credibility of this country. For example, the migrants crisis was managed in 2015. There are some assets here in the state, and not to destroy what exists in the sense of the state is very important. Because if not, we are building the next revanchism. And sometimes I am a little bit afraid about that. And it's in some way unfair, because the one who is in power sometimes has to restrain himself in order to set the example for the next one. And this is an enormous responsibility. But I must say this is one of the parts for which we trust in the next steps for this country, to know that the President has a very high sense and very high will in this field. But what we will see is to try to see the fruits on the ground. And that's a very difficult thing, considering the reality of this society in which everybody knows each other. There are always former problems, difficulties, and about one king who said that he forgot all the offenses making when he was a prince. And it's what I wish to all the people who exercise power. This is a very difficult responsibility. Real progress has been made into our eyes since 2 years. It has to be said, but it must be really concretized in everyday things. Because I travel a lot in the country. I see how these changes in hospitals, in schools, and so are making on the ground all kinds of wounds. And I am not a judge, I shouldn't be, but there are things which should be cut in the way of the support system of the country. It comes from the basis. This is my small experience here, but it comes from the top too, and it's very good that there is such power and energy from the top. We expect to see it on the ground. Thank you so much. Големо задоволство наше задоволство што прихвати, бидејќи имаше пред едно 2-3 недели, не знам колку точно, едно прекрасно, навистина прекрасно интервју за БИРН, за Призма, каде што зборуваше на темата деполаризација, тоа е темата помирување. И тоа беше првичниот поттик, практично дека и луѓе кои што, да речеме, не се така длабоко запознаени со темата, но ја осеќаат потребата за такво нешто од една висока партиска позиција. Професоре, повелете со вашето излагање. Ќе одиме со кратки излагања, па после ќе отвориме дебата. Да, добро, благодарам уште еднаш на поканата. Благодарам за комплиментите за интервјуто, но комплиментите се и за новинарот кој тоа го направи, кој што е присутен овде, кога го видов во салата, најверојатно ќе има и добра репортажа од денешниот настан. Поларизацијата е светски феномен. Баук, како што 1848 година стариот Маркс имаше напишано, баукот на комунизмот кружи низ Европа, баукот на поларизацијата кружи низ светот. Што се случува, тоа научниците треба да откријат, особено они од општествената сфера. Некој најверојатно ќе се повика и на климатските промени. Ова го кажувам полушеговито. Американците за себе тврдат, и тоа во последнава година-две, дека нивното општество е најполаризирано досега од граѓанската војна 1861-1864 година, кога беше поларизирано до тој степен да се војува меѓусебно меѓу страните конфедеративците и другите. Еден од 6 американци престанал да зборува со член на семејство или со близок пријател како резултат на изборите 2016 година. Значи, понатаму, 37 или 38% изјавуваат дека би биле многу несреќни доколку близок роднина стапи во брак со партнер или партнерка
од спротивната страна, демократи наспроти републиканци и така натаму и така натаму. Ова се истражувања, нели, кои што кај нас ги немаме и можеби дополнително треба да се направат за да истражиме дополнително. Да не зборувам на европското плод за поларизацијата. Ајде да не ја земеме почитуваната Франција како пример, знаете на што мислам тука, но прашањето на излегување на Велика Британија од Европската Унија, односно Брекзитот, до тој степен го поларизираше општеството, што нели видовме дека е речиси половина на половина. Поларизацијата треба да ја гледаме како поларизација меѓу, мислам на политичката овдека поларизација, затоа што постои поларизација по религиозна основа, етничка и така натаму. Јас нема да зборувам, дури мислам дека овдека тие прашања се кај нас познати и апсолвирани, повеќе зборуваме за политичката поларизација. Постои меѓу политичките елити, поларизација постои меѓу членовите на политичките партии и меѓу граѓаните, обичните гласачи. Едното со другото може да се храни. Нели, најчесто ни е поедноставено, во јавниот дискурс сакаме да спомнеме, не е проблемот меѓу луѓето, туку е кај политичарите, што е погрешно, нели? Погрешно е луѓето, спомнато беше овдека во излагањето на председателот, нели, спортски успеси наши. Знаете, кога сме на надпревари навиваме за својот тим, и тоа е човечки. Ние за представниците на нашиот тим мислиме дека се најуспешни, најдобри, најпрофесионални, и така натаму, најпаметни, а останатите се шлами. И тоа е, нели, на нашите им прогледуваме на грешките, не признаваме доблести на противникот. И ова се рефлектира во јавниот дискурс и во јавната сфера, тоа групирање во она што би се рекло, нели, табори. Поларизацијата и мене ме радува што и председателот го спомна тоа, поларизацијата е во кризна, доведува до кризна ситуација која се претвара во омраза. Значи, омразата е она против која што треба да се бориме. Омразата се темели на две негативни чувства. Едното е гнев или лутина, другото е, би се рекло, мислење се најлошо, односно деградирање на противникот, дури и гнасење од противникот. И сега, кога ќе помешате амоњак и средство за белење, доаѓа до експлозија. Значи, тие две, ево повторувам, негативни чувства, омразата, лутината и гадењето од противникот, доведува до она што го нарекуваме омраза. И сега треба да бараме начин како да се бориме против омразата. Мислам дека е најдобро, сега ако бараме решенија во политичката сфера, меѓу главните политички субјекти да се постигне некој, ова е моје лично мислење, не пренесувам ставови на партијата за која што ме представивте, да се постигне некој прво джентълменски договор, да се избегнува говорот на омраза за другиот. Затоа што секој носи со себе своји вредности, идеологија и така натаму и така натаму. Знаете, ние и оние погребните етикети, зборови и така натаму и така натаму. Представниците на Социјалдемократскиот сојуз уживаат кога ќе навредат политичкиот противник, испуштајќи го на ВМРО од полниот назив на партијата. Години требаше да поминат некои представници на ВМРО да се сетат она М на крајот, додека бевме Република Македонија, да го испуштат, па се сеќавате пред 2-3 години СДС и така натаму и така натаму. Јас во интервјуто, тука е Владо Апостолов, сега го гледам, новинарот чие што интервју го пофаливте, кажав дека никогаш не сум го употребил зборот комуњар. Ама не ми личи, не ми доаѓа. Знаете, треба да ме заболи стомакот да го изговорам тој збор. А некои многу лесно го користат, како што го користат зборот ВМРО и така натаму погредните зборови. Значи, тој джентълменски договор би бил, дајте да тргнеме од
тоа нели да не се навредуваме, да се надпреваруваме, конкуренцијата е многу здрава работа и во економијата и во политичката сфера, но да тргнеме барем нели од некаде. Сега, барајќи ги решенијата, јас не случајно сакав да ја пренесам онаа порака која што се радувам дека председателот добро ја разбра, дека ова е суштински безбедносно прашање. Нели, суштински безбедносно прашање затоа што многу полесно се пласираат лажни вести, многу полесно се закрвуваат спротивставени групи, доколку поларизацијата е достигната на оној кризен степен кој што го нарековме омраза. Инаку поларизацијата нема да ја излечите. Не можеме, поларизација ќе постои дури сватена како различност на мислењето и конкуренција на идеи. Треба да продолжиме да не се согласуваме, но да не се согласуваме на подобар начин. Низ нели диалог, од каде што ќе црпиме некои заеднички вредности и тоа ќе води до нешто што е во интерес на општото добро. Објаснување за оно што го кажав пред мојата прва интервенција, зошто препорачувам да не се користи зборот помирување. Прво, со некои скорешни активности во нашиот политички живот, самиот концепт на помирување се компрометираше. Мислам, никој не верува дека е помирување, ако аболицирате 7-8 пратеници кои ще ви се потребни за да се изгласа промена на уставот. Заборавете на тоа. Тоа не е помирување и мислам дека тоа не однесе малку назад од аспект на нели прашањето околу деполаризација, помирување и така натаму. Зошто не помирување? Ете сега, за помирување многу се зборувало после секоја револуција, војна, граѓанска војна, судери и така натаму, помирување во Германија, се уште разединета по Втората светска војна, помирување меѓу монархистите, партизаните по грчката граѓанска војна, партизаните и другите нели во некогашна Југославија и така натаму и додека нели разбереме, односно дефинираме кој со кого ќе се помирува, доаѓаат нови генерации кои што не ве разбираат. Од тука, нека остане само мој личен став, јас сум бака изричито против да дури размислуваме од аспект на тоа помирување. Оставете тоа, некогаш и времето ги лечи раните. Е сега, јас малку го структурав уште неколку минути од аспект нели на препораките. Значи сега, кога ќе постигнеме целта за јасна општествена поларизација, нареден стадиум на оние кои не ни мислат добро, е подривање на довербата во институциите, особено судството и безбедносниот апарат. Ова е нели смртоносен коктел од поделено општество и институции кои немаат кредибилитет да обезбедат консолидација и реобнова на системот. Најчесто ова се претвора во еден магичен круг на постепено општествено трулење. Сега дилемата на моментот на денешницата е како да се спротивставиме на ваквиот непријателски пристап, а да не ги нарушиме демократските вредности. Обидите за воведување на цензура, филтрација на вести, лажни вести и манипулации, забрана на политички и верски организации се недемократски мерки кои најчесто не даваат долгорочен ефект. Градење на отпорност на едно општество кон вакви влијанија се случува само преку образованието и едукација на населението. Тоа е предизвик на целокупниот демократски свет. Спротивставувањето на хибридните закани, кои ги продлабочуваат поделбите во општеството, е долготраен процес, тежок за детектирање на целите, намерите и изворот. Затоа, како и да е процес на деполаризација на едно општество, мора да се води од институции кои имаат кредибилитет. Враќањето на кредибилитетот е многу тежок и болен процес кој бара водење одговорна политика од сите политички актери на сцената без импровизација. Доколку деполаризацијата се води од институции кои немаат кредибилитет, кај големи општествени групи тоа најчесто води кон нови и поголеми тензии. За градење и обстојување на демократијата најважно е да се знае одговорноста, правата и обврските на се кои ќе реагираат на негативните влијанија кон општеството и институциите во вид на организиран криминал, значи тоа ќе го осуетуваат, висока корупција, медиумска манипулација, непрофесионализам и така натаму.
Затоа што овие системски аномалии отварат можности и веќе поделено општество дополнително се поделби од кои можно да се изродат непосакувани општествени појави за некои големи политички планови. Затоа, воената сила не е одговор на ова невоена закана, туку пишаниот збор од страна на интелектуалците во општеството, професори, медиумски работници, културни работници, лидери на општествени групации, па на крајот политичарите кои се должни да обезбедат амбиент за отварање на ваква атмосфера и сеопфатна дебата. И само на крај да искористам ова прилика, политичкиот реваншизам како една од грдите манипулации на дополнителна поларизација на општеството и штети на демократијата. Видите, ние во извршниот комитет имаме прекрасен човек кој што е останат без работа, што би се рекло на бел леп, господинот Цветан Трипуновски, заради појава на еден прес надвор од работно време. Тој е суспендиран и избркан од работа од Министерството за земјоделие, водостопанство и шумарство. Нормално судовите сега тоа не го обесхрабрило. Господинот на дневна основа предлага мерки и така натаму каква се подобри состојбата во овој значаен сектор ресор во Република Македонија. Мислам дека сега да се вратиме на она што рековте разбирливо за народот, некој мора да најде начин, механизам, а такви постојат, таа лоша крв, таа зла крв да се отстрани од општеството, затоа што, велам, и штети на демократијата. Благодарам. Благодарам особено и за практичните предлози, кои што се валидни и вредни. Сега поминуваме на Ивана Туфиџич, независна пратеничка во Споединението на Република Северна Македонија, и нешто што јас го нарекувам модел за пристоен пратеник. Тоа е моето мислење. Повеливано. Благодарам многу на поканата на први. Мислам дека ова е една многу важна тема која што се почесто мора да опфаќаме и ќе почнам малку за проблемот и ќе преминам веднаш на делот, нешто што мислам дека би требало да бидат препораки за надминување на проблемот, бидејќи ова е проблем. Поларизацијата е нормална кога се работи за демократска дебата. Некога го гледате политичкиот противник како да е непријател и како да треба да го уништите. И тоа е нешто кое што владее во нашето општество со години, каде што гледате дека другата страна вие треба сега да ја сништите со земја. И тоа е нешто кое што внатре во рамките на политичките партии, особено кај подмладуците, и секогаш ги истакнувам подмладуците први, е сериозен проблем. Бидејќи тие се она што е иднината на политичката партија, утре тие ќе треба да носат одлуки, ќе треба да водат партијата, ќе станат пратеници, министри, премиери и така натаму, но ако е гаен еден дух дека политичкиот противник не треба да го прифатите, дека не да го толерирате, да го прифатите, дека постои, дека мисли различно од вас, дека има различни идеи, има различен пристап, тогаш верувам дека имаме сериозен проблем. И за тоа говори последната студија на Фридрих Еберт Штифтунд за млади, која што е правена на 10 земји, вклучително и на Северна Македонија, која што вели дека нашите млади имаат најрадикални ставови во регионот. Под радикални се мисли на исклучување на секој што е друг. Така, например, има една изјава, вели, сите кои се немакедонци во земјата треба да ги прифатат обичаите, вредностите, традицијата на македонците. Значи, не зборуваме дека другата страна треба да ја, другата заедница треба да ја прифатите со нејзините посебни обичаи, традиции и така натаму, туку дека треба да ја исклучите. И тоа е продукт на наратив кој е воден со години и кој, за жал, се уште може да се види во јавниот дискурс. Тоа е наратив кој што ќе го видите на собраниска говорница, кој што ќе го видите на ТВ дебата, па ТВ дебатите потоа на социјалните мрежи, ако следите, се претвараат во навивачка зона, па како да се двајцава противници во ринг, а не како да разменуваат идеи, аргументи, факти, кои може да бидат различни по својата содржина, но не се наоѓаат во ринг. И затоа имаме проблем и кога и со медиумите
кога велиме, ама зошто не пренесуваат па нешто позитивна некоја иницијатива, затоа што толку правиме хиперпродукција на негативни појави, на еден свет во кој што секој се расправа со секого, на кој што не му прифаќате ниту еден аргумент на противникот само затоа што ви е политички противник, тогаш нормално е да во јавниот дискурс постојано тој наратив постои, бидејќи не продуцираме друг наратив. И затоа ќе преминам кон она што мислам дека е важно и што веќе го правиме во парламентот, бидејќи арената за диалог и дискусија, идеи и прифаќање на власта и опозицијата, односно на двата, диаметрално спротивни светови, да ги наречам, е во парламентот. Таа мора да постои во парламентот. Затоа во парламентот Гордан бил пратен, се сеќава за клубот на жени кој постои во парламентот со долга традиција, кој има помогнато да се надминат сериозни конфликти внатре во парламентот. Бидејќи клубот на жени ги опфаќа сите жени пратенички. И може да се приклучат и мажите пратеници кои се поддржувачи на родовата еднаквост. Но клубот на жени имал клучна улога во дадени моменти и кога не функционирал клубот на жени, тогаш во парламентот имало сериозна поларизација. Не велам дека само клубот на жени е имал таа улога, имало и други веројатно околности, меѓутоа тоа е арената во која што сите се состануваат, имаат една иста цел. И тоа ми е и поентата. Ние мораме да наоѓаме, имаме одговорност, особено власта има одговорност тука поголема од опозицијата, да пронаоѓа заеднички иницијативи за прашања кои што им се важни на граѓаните. Не може никој да ме убеди дека немаме иста цел. Власта и опозицијата дека немаат иста цел. И тоа не може никој да ме убеди. Дека имаат цел граѓаните да живеат подобро. Дека имаат цел младите да останат во земјата. Дека имаат цел земјата да стане полноправна членка на НАТО и Европската унија. Тука се разликуваат во пристапот, но добро. Дека имаат цел, не знам, економијата во Македонија да биде развиена. Тоа е некои заеднички цели околу кои може да се согласат. Ние мораме да имаме една мисија на наоѓање на заеднички цели, а арена за тоа е парламентот и клубовите како неформални тела кои можат да се основаат во парламентот на тематски прашања. Вториот елемент, председателот го спомна законот за младинско учество и организирање, кој е голем поддржувач. Тоа е иницијатива покрената од младинскиот невладин сектор, кој што се обрати во клубот на пратеници млади за младински прашања и политики, кој покрена една широка работна група во која што се вклучени и УМСН, ВМРО, ДПМН, и Социјалдемократската младина, и ДУИ, и БЕСА, консултирани беа сите подмладоци во земјата, на партиите во земјата, беа консултирани, младинските организации се дел од процесот. И тоа е еден многу широк процес во кој што сите заедно година и пол креираме законско решение за да излеземе на консултации со младите. Ете е една практична иницијатива, бидејќи сме се согласиле дека вакво законско решение во земјата не е потребно, за да им дадеме рамка на младите да учествуваат во институциите на системот. Втората препорака е неопходна ние соработка на политичките подмладоци со граѓанскиот сектор. Тоа е нешто што не постои, бидејќи постои една недоверба, особено на младинскиот невладин сектор со партиските подмладоци. И таа доверба можете да речете дека е природна, можете да речете дека не е природна, меѓутоа секако дека е потребна или не е потребна, но мислам дека е нужно да се свати дека партиските подмладоци кои обединуваат огромен број на млади луѓе, кои се обраќаат на огромен број на млади луѓе, мора да соработуваат со младинскиот сектор и обратно, младинскиот невладин сектор, ако сака нивните препораки да бидат чуени, разбрани, прифатени и така натаму, бидејќи тие ги имаат истражувањата, тие ги имаат некогаш и предлог политиките, да соработуваат со партиските подмладоци. Тоа е сериозен елемент на демократизацијата која им е неопходна на партиските подмладоци. Тие не смеат да бидат алатка на политичките партии за да се пресметуваат со политичкиот противник само на избори. Тие треба да бидат вредносната, идеолошката дебата и матрица внатре во партиите.
Тие треба да бидат прозорецот кој што соработува со медиумите, со граѓанскиот сектор, бидејќи тие утре ќе ги предводат институциите кои мора да бидат отворени за секој еден поединец во земјата и за секоја група во земјата која има иницијатива. Ние мораме да се научиме дека затворените институции, службениците во канцеларии не може да креираат законски решенија, не може да креираат политики. Зошто? Бидејќи пробавме и тие политики се лоши. Немаме резултат од такви политики, еве 27 години ги пробуваме и некако баш не ни оди. Ни оди само кога Европската унија ќе ни даде листа со задачи што треба да направи. Единствен начин кон надминување на оваа поларизација во општеството, патриоти предавници, тоа долго време постои. Патриоти предавници, вие сте патриоти, ние сме предавници, тоа е тоа. И тука завршува дебатата. Имате друга дебата, соросоиди, платеници, и тој наратив мора да е минато. Ако сакаме реално да зборуваме се зрела демократска дебата, базирана на аргументи, факти и идеи. Ние многу малку во општеството зборуваме за вредности и за идеи. Практично вредност на дебата не се сеќавам дека сме отвориле изминативе години, а ни е нужна. Да видиме на кои вредности се базира нашето општество. Зашто ние се залагаме? Дали се... Тоа е дебата која што јас зборував, се сеќава дел веројатно од амбасадорот беше присутен на Националниот совет за евроинтеграција, дека таа дебата сега ја чека веројатно и Европската унија. И не треба да се плашиме постојано од вредностните дебати, бидејќи ние мора да ги водиме вредностните дебати во едно општество, бидејќи тие здрави се за секое демократско општество. Да видиме дали навистина имаме ситуации во кои што имаме раст на популистички, радикално десничарски движења поради кризата на репрезентативната демократија, бидејќи институциите се затвориле самите со себе си и дискутираат исклучиво самите со себе си, а не со тие кои треба да ги представуваат. Тоа е можеби едниот елемент зошто имаме толкав раст, кој што предизвикува поларизација, а недовербата, во право сте професор, јас комплетно се согласувам со тоа, дека недовербата во институциите само ја зголемува поларизацијата во општеството. Мислам дека ние имаме општествена, политичка и секаква и човечка лична одговорност секој од нас да придонесе во отварањето на овие дебати. Благодарам. Благодарам многу, Ивана, потоа прилично практично со конкретни работи што ги запишале, кои што ќе може да брендат на понатамошна елаборација и создавање на пунктови каде што ќе може да се оротуваме да разговараме. Господин Кристијан Кастанја, наш пријател, човек кој се бави со Балканот, експерт за Балканот, се работи во францускиот сенат. Франција нека се прилично присутна во Македонија во последниве нови месеци или така натаму. И јас мислам дека тоа е за добро, не е за лошо, напротив. Колку повеќе комуницираме, толку повеќе ќе се разбереме и ние, македонското општество, визаме француското општество. Кристијан, ти добре. So, okay, thank you very much, dear friends, to be with us. So, I will share with you my experience of a region since 1992. So it is a long time, but the first time I came to Macedonia, it was in 1992. And just to shortly present what I have done, so I have been asked to intervene in this seminar on the basis of a culture of political institution that I have been cultivating in France and in Europe for more than 30 years. A culture that has been shared with the struggles in Poland in the 80s, because I was very close to Solidarity at that time. After I was very close to Fidesz in Hungary, it was another time. And I have been involved with the student movement in 1986 in France. And I am here as an activist and also an analyst of political situation. And what is very strange when we have faced 1989 and after when we have faced 2004, just don't forget that Berlin Wall, it was the fall of the Berlin Wall, it was just 30 years before now. The enlargement wave of 2004, it was 15 years from now. And it is very strange to see if the things have changed or not since that time. Because if we make the comparison, my first trip in Macedonia, it was in 1992.
And it was not because of Macedonia, it was because of Kosovo. Because at that time, we saw different tensions inside Serbia, and we were very frightened to see a war between Kosovo and Serbia. In 1992, the subject was not Macedonia. But when you were discussing with Macedonians at that time, all of them were telling you, okay, what about the recognition of the country? It was not our subject, but it was the subject of people living in Macedonia. When I came back to Macedonia, it was in 1998, and once again, it was not about Macedonia, but it was about Kosovo, because we saw that at that time things were going very critical in Kosovo, and I have been asked to find contacts with KLA to prepare something which could be appeared a year later. But at that time, we didn't discuss about Macedonia. We discussed about Macedonia because we saw that maybe we could face a crisis with migrants, but it was the only subject. We began to discuss about Macedonia for Macedonia by itself in 2000-2001 when we saw this war between some Albanians and Slavo-Macedonians, and at that time we saw that, of course, we have polarization of society in Macedonia, but not only ethnical polarization, but also political polarization and social polarization. Until that time, until the early 2000s, when we discussed about Macedonia, it was Macedonia as a whole. And the only problem was to see how we can face recognition of this country. But when we wanted to discuss about what happened in Macedonia, there was no subject. And from 2000 till now, step by step, not only the European institution, but member states began to be more and more interested on what happens in Macedonia. And everything began in 2014. In 2014, when we faced this crisis at the Macedonian parliament, with opposition began to boycott the parliament, it was a problem because usually when you are discussing about consensus, because the term opposite to depolarization is consensus. When you want to build a consensus, you need all the MPs around the table to discuss together on the way you are discussing consensus or made end to depolarization. And the fact that in 2014 we faced a situation when the opposition left the parliament, it was a problem. Because how you can build or discuss a consensus if you have a situation with a boycott of some MPs. And then I came back to Macedonia, and I saw that there was, at that time, real reasons for this boycott. And back to Paris, I had to explain to different people, because at the time I was working with government, I have to explain, okay, if there is a boycott at the National Parliament in Macedonia, you have some reasons for this. And you have to understand why we face this boycott of the opposition at the Parliament. And it was not so easy to understand this. So I've tried to organize some meetings of people from the opposition in France. It was informal meetings because we were not very keen on to discuss with these people very publicly in France. But it was very strange because on one side, you wanted to build a consensus, but if you want a consensus, first you need a public debate to discuss opinion, and then to find a way how to go further together. It is the way the European institutions are working. But since 1989, since 2004, what we have faced is a gap between European institutions. When I speak about European institutions, I can speak about the European Commission and European Parliament on one side, which are, let's say, really European institutions working for the European interest. And on the other side, you've got member states. And when you are discussing with member states, it is not the same member states that you face that you had in the 2000s. For example, just imagine that today we are 20 years after the creation of the euro money. Today, if you are discussing with head of states or head of government, do you think they could find an agreement to create once again the euro? I'm not sure. So it means that 20 years ago, 10 years ago, in France or in Europe or in Germany or in other countries, it was easier to share
common values than today. And when we ask, as European Union or member states, when we are asking you to fight, to find a way out to depolarize the debate, it is not because of you, but because of us. Because today, what we see in Europe, it is very hard to find a way how to create a consensus. Just look at what happened at the last European Summit in Brussels last week. We have never discussed about the European project. We have just discussed about people able to manage the European institution. What about the project? We don't know. And 20 years ago, 30 years ago, it was very easy because we could say that we had less member states and it was easier for France and Germany to find a consensus. But what we have not seen in 2004, when we were discussing, at the time when we were discussing with people from Poland and Hungary, there was a consensus on one point, which was democratic values. Because when you want to join the EU, you need to accept European values. It is the fundamental rights, the state of law, democracy and so on. And it was not a question in 2004. But the fact that we did not discuss this point, we did not discuss other points like what is the social union, what is the how we can, let's say, more integrate our economies, our fiscal laws, and so on and so on. We didn't have that debate at that time. And the more you are at the European Council or European Summit, and the more difficult it is to discuss this topic. And today, the fear that we have is not to discuss enlargement with you, is to open the door to people when at the same time we are not able to discuss at 28 or 29 together at the same table. I hope that I'm clear, but today, you know, the fact that we face, when we are discussing about depolarization, it is exactly what you have done, and it is exactly what we have not done. When you are back in Macedonia 3 or 4 years ago, just with the colorful revolution, you had people in the street, you had a real political debate with a real clear objective, which was state of law, democratic values, and how to join the European Union. Exactly what is the European Union, or what are the values of the European Union. And due to the fact that you were able to discuss this topic without any violence, except Kumanovo, due to the fact that you are able to have elections in December 2016, you are able to find a government, you are able to discuss PRESPA agreements, you are able to have a referendum on Euro-Atlantic integration, you are able to have presidential elections. All these elections were done and were able to be organized due to the fact that before you had public debate. And then the society was able to choose in a clear way. When you are back to France, or when you are back to the European Union, just back to the last European elections. The European elections are something very strange because you are elected your MEPs on a proportional law. So it means that at the European level, conservatives, liberals, ecologists, Green Party, and nationalists, let's say. But due to that culture of consensus, even if today we don't have anymore that EPP, PES majority, we will find a way to establish a common project to go further in the next 5 years. Because at the European Parliament and at the European Commission, we are not discussing about national interest, we are discussing about the European interest. But when you are back at the national level, because we are discussing about European elections, but the European elections are 28 local elections. Who knows that, for example, in Czech Republic, they have elected 3 people belonging to the Pirate Party. If the Pirate Party, this party, is an European party, what this Pirate Party has to do with European values? It is totally strange. In 2014 in France, we have elected people coming from the Corse minority to the European Parliament. It is also very strange. But it means that at the national level,
the debate that we had was not an European level, but it was a national level. So it means that when you are discussing about polarization or consensus or depolarization, the fact that at the national level, the debate that we have was not an European debate, but a national debate. And then in that case, the debate that we face was a debate polarized on the problem that you face at the local level of the society, not at the European level of the society. I hope that I am clear, but just to be clearer on that point, the fact is today we face a gap between, on one side, institutions who are very, let's say, European, the European Parliament, the European Commission, and on the other side, institutions who are national-oriented, which are member states. And very often, when we are saying that it is due to Brussels or Strasbourg that we face problems, it is not due to the fact the problems are not coming from Brussels or Strasbourg, they are coming from the member states. Because it is exactly what you have seen during the crisis from 2014-15 till now. Your most important support to solve the problem was the European Commission and the MEPs. Just imagine the number of times when Johannes Hahn and Federica Mogherini came to Skopje. How many times MEPs came to Skopje to make mediation between the different political forces? In the same time, I can tell you, I think that we have sent to, as a French, we have sent to Macedonia, maybe one Secretary of State and maybe one Minister of Defense in 3 or 4 years' time. Because we did not want to discuss about Macedonia, we asked to European institutions to solve the problem, because it was not our problem. But by the way, it is our problem, because if we share values, we share the same things. If we ask you to be in accordance with state of law, democracy, and so on, it is because it is as French people, because we share the same values. But it is not asked to the French opinion. Another point, to show you this gap between the head of states in France, for example, or in other countries, and what you're feeling here. In 2013, François Hollande was invited to the Bordeaux Summit in Slovenia. And he was very surprised because he never thought that it would be possible to have on the same table all the head of states of the region. Believe me. And I have to produce a no paper of 9 or 10 pages explaining exactly how is it possible to gather all these people on the same table. And he was very happy with his paper, and he was so happy that during the press conference he has admitted that he was very urgent to make something for Macedonia, but just remember that instead of saying Arim or Fyrom, he said Macedonia. He spoke about the subject and he made a mistake on the name. Just imagine on it. And when we are back today, when we are asking you to discuss about depolarization, so it is very strange because you are exactly what we want to be. Because when you are looking step by step how you are strengthening democracy in this country, first you have debate in the public society, in the public opinion, between NGOs, between politicians, between people coming from the European Commission or people coming from the embassies. After you are discussing, after you are voting, and after you are discussing after the vote at the Parliament and in other places, how you can have this consensus to go further. In France, it is not the same. At the European summits, it is not the same. And you can see this gap because what you are doing now, it is what we have to do. And we are don't doing this. So it is a real failure because on your side, maybe you are more clever than us because you see this. On our side, it is more complicated because very often, when you are French, when you are discussing about your union or European Union, you say, okay, we can't accept European Union because this is a German European Union. When you are German, when you are Nordic, you don't like France because very often France is seen to use the European Union to defend French values. You see this paradox. And today, we can discussing about deepening the institution, we can think about strengthening the institution, but there is one word which is never used,
It is federalization. Today, if we want to go further, if we want to create a real European public opinion, we need to federalize or to federate. You are former Yugoslavia, you perfectly know what does it mean to federate or to federalize. And just you see the asymmetry of words. Because what you have seen in your former story, it is what we have to do. And today the gap is that due to your experience, you can give us a lot of things that we don't know. So you see the paradox. How to create an European public opinion. And just to close my speech, I was very surprised and in 2015 when I was in Skopje to see demonstration with flags from Serbian community, flags from Romanian community, flags from Turkish minority. It was the first time since I've been in these countries that in direct I saw how it was possible to build a citizenship, because each time that I was coming to Macedonia, it was nationalist values. Albanians, Macedonians between VMR, ODMN, BNS, DSM and so on. It was the first time that it was possible in the same time to have people coming from different minorities with different languages and trying to make something in common. And when we are telling you, okay, it is time to make end with polarization, I think the most important thing to see or to discuss or to examine how you have done to be where you are now. Thank you. Благодарам, Кристијан, за оваа проширена, надградена перспектива. Каде ги направиш некој реп-ап? Реп-ап на се ова не можам. Може би е најпаметно да представам накратко нашата анализа која што ги проследува овие настани, оваа серија на настани, поврзани со прашањето на поларизација, односно закатнувањето на можноста од деполаризација на јавниот говор како нужност за здравување на општеството, кое што ние идентификувавме, значи пред речиси 2 години. Значи, малку околу истражувањата кои што се подлогата, да речеме, на овие настани. Го отворивме прашањето на поларизација на јавниот говор, затоа што сметавме дека проблемот на поларизиран говор, односно отсуството на вистински политички диалог е директно поврзано со квалитетот на реформите и со суштинското спроведување на препораките на Европската комисија базирани на анализата на Прибе, позната по тоа име, Senior Experts Group анализата. Поточно двете анализи, двата извештаи на Прибе и неговата група. Вториот е апдейт на она што беше направено на почетокот со воспоставувањето на новата влада, а првата анализа е нели вградена во ургентните реформски приоритети. Ако се сеќавате во својот втори извештај, Прибе предупреди на можноста една заробена држава да замени друга заробена држава. Почнавме да се прашуваме како би се случило тоа и зошто се случува она што ние го детектиравме уште на почеток, дека постои некаква слепа точка, дури кај новата власт, за тоа што се авторитарни политики. Дека просто не препознаваат што се авторитарни политики и во што се состоеше заробувањето од претходната власт. Значи, постоеше добра намера да се од зароби, постоеше добра намера левичарска да се биде помек, пофлексибилен кон народот. Постоеше некакво, како да кажам, спонтано опуштање, смекнување на атмосферата, но во одредена мера исто така и слепило една слепа точка, ајде да ја наречем, а не комплетно слепило за суштината на авторитарното владење и градење на политиките.
И почнавме да се прашуваме зошто е тоа така, како е можно на, ајде да го наречеме филозофско ниво, да не се препознава проблемот, и почнавме да го анализираме дискурсот на едните и на другите и дискурсот на овој период на, ајде да ја наречеме револуција, на таа револуција и претхода пленумите, кои што според мене беа уште пореволуционерни, затоа што беа комплетно шарани и во идеолошка и во етничка смисла, и во нив заедно учествувавме со Ивана, и од тоа што знаеме. Значи, реториката од тој период, како таа реторика потоа се прелеа, се меинстримира во власта и со која реторика остана опозицијата. И забележавме дека кај сите постои реторика која што е или структура на дискурс која е црно-бела, која е инфантилизирачка или инфантилизирана, едните се добри, другите се лоши, едните се самовили, другите се вештарки, едниот е негативец, другиот е суперхерој. Од двете страни исто. И тоа што не загрижи е дека и власта не успеваше да ја надмине својата црно-бела реторика. Според она што го исчитавме до тој миг, најбезбедно е за надминување на дискурсот на поларизација, кој е дискурс на популизам. Немавајте тоа, заборавив да го кажам за цело време. Главната констатација е дека тоа е дискурс на популизам. Најбезбедно и најбезболно да се надмине, значи, тој тип на дискурс популистички и поларизирачки е доколку власта, оно што е на позиција на моќ, го направи првиот чекор на надминување на проблемот. Инаку многу интересно е дека од двете страни еден од најцрните зборови, најнегативните термини беше релативизатор. Значи најстрашно беше да бидеш релативизатор. Во анализите кои што ги работевме на студии на конфликт, надминување на говор, на поларизација, слично комуниколошки студии, откривме дека тоа не е наша измислица, феномен наш ендоген, туку може да се најде и на други места. Така наречените бридж билдери, оние кои што се обидуваат да ги спојат двете поларизирани страни, обично се оцрнуваат со поемот релативизатор или неутралец. Значи, во една поларизирана средина тоа е најнегативниот поем. И сега во една таква ситуација, вие да го промовирате концептот дека нештата се релативни и вие треба да ја прифатате стварноста како релативна, дека поимот релативизатор не сме да стане етикета, беше нарапна невозможно во тој миг. И студиите што ги консултиравме, значи не стануваше секојаш збор за Африка, Руанда или не знам што. Имавме студија за Холандија, кој што се збори за ксенофобија и поларизирачки говор во Холандија и како функционира тоа. И таму имате истата логика, на една, друга страна и бридж билдери кои што се неутрални или релативизатори, и тоа што беше депримирачко во тие студии што ги консултиравме е дека бридж билдерите обично први согоруваат, или така наречените неутрални, први настрадуваат. Така што требаше да се најде друг начин за да се надмине ова динамика на популистички говор. Бидејќи поларизацијата, да повторам, заборев на почеток да го објаснам тоа, поларизацијата е главниот механизам, столбот на секој популистички говор. Затоа еден од нашите заклучици во една од нашите студии, сите ни се кратки до душе, ќе извадиме една пообемна до септември, беше дека она на кое што треба да се надеваме, во што треба да дадеме влог, е власта да ги најде своите бридж билдери и власта да посегне по помирување со опозицијата и да создаде говор
кој што е вистински диалог. И тука вистински брейктру имавме во таа затворена дебата, која што мора да признаеме ја осмисливме заеднички со пратеничка на СДСМ, дури концептот, во самиот концепт учествуваше и нејзин предлог беше да биде затворена и вистинскиот пробив се случи на тој панел. И од тогаш до сега, гледате, забрзано се отвори можноста да се зборува за деполаризација, зборот релативизатор скоро да исчезна од речникот, одеднаш деполаризација, па дури и помирување, ако имате право, може да е проблематично, влезе во мејнстримот без никој да ги напаѓа тие концепти, нешто се случи. На тој затворен панел ја не бев присутна, Гордан го водеше, може да ти да направиш рапап, затоа што ти го правиш тој панел. Јас само да придодадам кон ова е дека сепак ние сме малце внесени во нашите дупки и гледаме дневно ги наблюдуваме работите. Ако направиме распон, има сада да тоа го кажа во последните 2 години, дека има помак и не можеме да негираме тој помак, напротив, треба да го поддржиме. Например, апропо тој помак, и не е важно кои се мотивите на ВМРО да промени, например. Ние имаме цела година, ако не се лажам, Ивана, конструктивна опозиција на тема европски аки, т.е. гласање на европските закони. Не е важно кои се мотивите повторно. И сега тоа веќе станува како едно општо место во општество. Дека просто е невозможно некаква опозиција, дали е таа СДСМ или ВМРО се едно, понатаму да го кочи европскиот пат. Веќе станува дури табу тема. Они се расправаат на тема СЕО, обвинителство и така натаму, на други теми, некојаш е жестоко, некојаш е гадно, да кажем отворено, но еве оваа тема станува мејнстримизирана на некој начин. И тоа е добро, бидејќи тоа е овој невидлив, тоа е зведлив критериум за евроинтеграција. Зашто на крајот точно е тоа дека во распонот на годините низ кои што ќе поминуваме одејки чекорејки на патот кон него, ќе се менуваат влади и следната влада некоја идеја ќе сака да има поддршка од опозицијата и просто не може да замислам, иако во Македонија многу работи се незамисливи па се случуваат, не може да замислам дека некоја идна опозиција нема да го поддржи или ќе го блокира брутално европскиот пат преку недонесување или негласање на особено 2 теренски закони. Добро, јас доколку ќе превршуваме дебатата, освен ако некој сака, ние имавме дискусија и ваква крос дискусија, што беше окей, ако сака некој некаква тема да отвори, да праша конкретно или општо, повелете сега. Ако не, повелете таму. На одреден медиум, еден висок функционер од власта, изјави дека доколку не добиеме датум за преговори и доколку не ги почне преговорите со Европската унија, стравува од евентуални етнички немири и конфликти. Така што би ја прашал персоничката од коалицијата на СДСМ, како ја оценува ова изјава? Одма деградирам, одсмевнувам од сама на другите. Јас прашувам дали мислите дека за ова имаат одговорност самите наставници? Дали мислите дека потребни се проекти во кои ќе се инкорпорираат овие нови вредности и каде што би се опфатила широка маса на ученици, односно деца, да не биде само презентација, него да биде нешто поопширно. Дали мислите дека е ова потребно? Сакам да истакнам дека вакви дружби, би ги кажал јас, се првенствено добри. Ова е само почеток на тоа здружување, би го кажал помеѓу нас. Односно, повторно да почнеме да се дружиме, да се наоѓаме на исто место заедно, иако сме различни ставови и така нешто. Јас би сакал да истакнам на тоа дека ние првенствено треба да погледнеме наназад, како живееле нашите предци. Ние гледаме едно село каде што има црква и џамија една до друга. Луѓето живееле, се честитале. Православниот се радувал кога неговиот комшија празнувал Бајрам, исто така и муслиманот се радувал кога неговиот комшија празнувал Великден. Потекнувам од едно помало место, Чушер Сандево, каде што практично кај нас и за време на кампања, ние буквално не можеме кај нас не можеме да се помириме после кампања, затоа што не можеме ниту да се скараме.
Што значи тоа дека ние секој се оди во својата партија со својот формат, меѓутоа на крајот на денот, сабајањето како да е, ние мораме да се видиме, да се сретнеме, мораме да испиеме заедно кафе, да се подружиме, па дури за време на изборен мод, во некој си од двата штабови, во еден од двете поголеми политички партии, дали ВМРО, дали СДСМ, да пиеме кафе и да нормално да дебатираме. Но сепак кажам, не стига до тој момент да ние да мора да се помириме. Предлагам да се свртиме натака, да погледнеме во тие мали места каде што таа дружба постои. Сега би сакал прашањето да го конкретно кон братаничката Ивана. Нели, таа е дел од власта. Меѓутоа, дали нешто вие конкретно истакнавте дека особено ви се битни подмладоците и секој што шумата служи, дали нешто вие конкретно направите за да тие, македонска толку ви кажал, двата подмладоци се сближат? Дали вие конкретно со некој се сближите, со кого или се помирите? Испите заедничко кафе? Знам што мислам. Можам да кажам ја што мислам, ако ние добиеме датум за преговори, а функционерите треба да внимаваат во своите изјави во делот на предизвикување на страх во општеството, кога зборуваат особено во поглед и на Европската унија и на НАТО. Затоа не можам да искоментирам, освен да апелирам секој да внимава во своите изјави да не звучат заканувачки дека ќе има некакви немки. Инаку јас мислам дека доколку ни се затвори EU перспективата, тогаш нема да биде проблем ВМРО ДПМНЕ како националист или перцепирана како националистичка партија, туку ќе биде поголем проблем растот на сите националистички движења во земјата, кои ќе одземаат вклучително и од гласачите на ВМРО. И тогаш ќе се појават радикални структури кои нема да бидат контролирани ниту од ВМРО-ДПМНЕ, ниту од СДСМ, ниту од ТУИ, ниту не знам од која политичка партија, туку тие ќе земаат и од гласачите на ВМРО-ДПМНЕ во своите редови и ќе освојуваат места во парламентот, а со нив тешко ќе води дебатата или практично тоа ќе биде невозможно. Тоа е мое мислење. Во поглед на немири не мислам дека такво сценарио е возможно. Што се однесува до проектите образовни, еве пример еден проект кој што би требало да се спроведува, тоа се проекти насочени против насилство во училиштата. Народниот правобранител ни кажа дека имаме зголемен процент на насилство во училиштата и сајбер насилство и физичко и вербално насилство, кое што дури и наставниот кадар не го перцепира како насилство и тоа е сериозен проблем во училиштата, особено кога предмет на насилство се деца кои се различни од другите по било кој основ. Јас имам ситуација кога ми придоа група средношколци, меѓу кои и средношколци со декларирана различна сексуална ориентација, кои се жалеа колку биле малтретирани во училиштето, а психологот, например, не превземал никакви мерки, бидејќи вербалното насилство не го сметаат за насилство. Меѓутоа, со народниот правобранител веќе се дискутираат овие теми и политичките подмладоци и младинскиот сектор повторно ете поле се соработка, бидејќи верувам дека ќе може да се согласат дури сите спротивставени страни, дека сме против насилство во училиште. Што се однесува до локалните средини и прашањето за помладоците, значи ќе почнем од еден пример од еден панелист во делегацијата на EU од Арачиново, млад човек од Арачиново, има своја NGO во Арачиново и зборува како во невладината организација учествуваат сите партии, што се млади во Арачиново и работат тamo. Кога доаѓа време избори се распленуваат секој по својата партија, оди работа за кандидатите на својата партија и после тоа се состануваат повторно во невладината организација која во принцип е насочена кон помош на општината или парање за иницијативи во општината за подобрување на животот во општината. Те се согласија дека сите мора да соработуваат за општината да има некакви промени. Најважниот елемент зашто се спомнува законот за младинско учество и организирање, што ми е поентата. Не е за јас да земам политички решения,
СДММ да земе политички поени, не знам, владата да земе, агенцијата да земе политички поени, иако разбирам реакции од поедини функционери кои се обидуваат да земат такви поени по јавноста. Не е тоа целта. Целта е да се види дека заедно може да креираме законско решение и заедно може да одиме на терен и да ги консултираме младите да погледнат тоа законско решение. Заедно тоа можеме да направиме. Затоа што сме сватиле дека ова е цел околу која треба да се обединиме. Важно беше што партиските подмладаци се една заедно на 4 партии, а опет институти ги обединува сите и младинскиот сектор, односно младинските невладени организации, кои седеа заедно на иста маса со нив и дискутира, и спротивставува аргументи, и имавме куп кавги. Имавме многу кавги внатре во работната група, година и пол за тоа трае и така. Но тоа е еден вид на форум во кој што треба да се дискутира и да се дебатира. Затоа е основан и клубот за младински прашања политики, за да има форум и за партиските подмладаци, и за младинските организации, и генерално за, не знам, ученички организации, студентски организации, како сака. Бидејќи суштината на политиката е да има, Гордан го напише тоа во последната колумна, политиката ако некој предизвикува нервоза, не знам, емоција било каква, тоа што не треба да се бавите со политика, ќе се бавите со нешто друго. Добро, благодарам, професор Повелете. На прашањето на младиот господин што прв се јави за збор, беше образованието, оние ученици кои што на некој начин отступнуваат со собствено мислење, нели општо место и знаеме дека не знаеме како тоа да се постигне. Најверојатно едукаторите знаат или нешто ги попречува, треба да се развива критичко мислење, уште од основните училишта, средните училишта, слобода на изразување. А тоа за децата знаеме се постигнува со многу читање. Јас во една ТВ дебата кажам дека како професор на економскиот факултет сум многу загрижен што гледам дека моја проценка дека 30% од квотата која што ја примаме во прва година се деца кои што во животот не прочитале ниту една книга. Верувате, уверен сум дека може низ нашето образование 12 години таму се помине без да прочитате ниту една книга. Доаѓаат на студии студенти, запишани, завршени средношколци, што не го прочитале Зоки Поки, Ривер од Климе, Волшебното самарче, а камоли да ја читале Војна и мир, Толстој, Достоевски, Дима и така натаму и така натаму. Ако вие сте ги прочитали овие класици, што е понекаде задолжителна литература, не можете да бидете конформисти. Добро, мислам дека добро завршуваме. Овде ќе затвориме дебатата. Јас ги споив и тоа кафе, паузи, дебати. Кажи им дека имате злата. Има студено кафе надвор, ама бидејќи е лето може да се послужи конкретно. Благодарам уште еднаш и за трпението и што не устоите.